Конечната листа стигна до 34 кандидати на наше огромно ниво. Очекувавме да биде македонската кај што нема да се појава, па не знам тоа, го имавме резерва, но на наша среќа, денот на реализација на турнирот имавме посетители повеќе од колку што треба, имавме дури и луѓе кои што дополнително сакаат да се пријават. Некој не дојде, некој друг се вклучи, 34 реализиравме, учесници на турнирот, ги запишавме, учествува и се помина во најдобар ред. Тоа беше првото коло, ако не се лажам. Да. Со оглед дека информациите говорат дека ќе биде секој месец. Така е. Значи, начинот на кој се одвива овој вид на турнир, затоа се нарекува Гранд При, како во Формула 1, или се реплицира од Формула 1 системот, ќе има цела година, планираме да има 12 такви, еден месечно, и ќе се реализира во последниот викенд од секој месец. На секој турнир учествуваат кои сакат луѓе кои се пријават, најдобро, нели, веројатно тие што учествувале ќе продолжат да се пријавуваат, меѓутоа има можност и некој дополнително се пријави, например со промовирање на настанот, ќе слушнат и други членови кои што се љубители на шахот и сакат да учествуваат и може да се приклучат, затоа што нормален е процесот, некој ќе се откажува, друг ќе се пријавува, самото тоа што има одредена структура на поени, дава можност некој и покасно да се приклучи пак да биде дел од ова. Мислам, во делот на не форсираме во делот на награди или некои огромни, не знам, титули и слично. Важно е за почеток да го организираме, да биде успешно, на крај на годината да видиме кој ќе биде, ајде да кажам, најдобар шахист на Струмица за годината 2023 и позитивно сум изненадан и од моментот каде што имаше доста јаки играчи, но и ме радува моментот каде што имаше играчи кои дојдоа и за забава, и да почувствуваат каде се во своје достигнување на шахот,